Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Нјукастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Нјукастел, Австралија, Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. По повод големиот христијански празник Ображение Господово, празникот Василица или Стара Нова година. Службата е на 14 јануари, среда од 9 сатот сабајлето. После службата се оди во салата, каде ќе има мазник на секоја маса со стрекното паре во еден од мазниците. Стрекниот добитник на парето ќе добие поклон од женската секција. Честит празници од управата на македонска заедница овде од Нјукастел со претседателот Саше Стојчевски. Едно важно соопштение од управата овде во Нјукастел. Се бара помошник на попот Пецо Петровски овде во нашата православна црква Пресвета Богородица. За повеќе информации јавете се кај претседателот Саше Стојчевски на 0408 4901 48. Нешто за школото и за игралната група. Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови, да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку овие танцови. Дојдете секоја среда после 5 сатот попладне во нашиот македонски културен центар на 14 School Street Бротмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера.
Еве зошто треба да се придружите. Прво, поврзете се повторно со нашата македонска култура. Воздигнете го богатството и наследството на Македонија, а потоа пренесете го на идните генерации. Второ, запознајте нови пријатели. Изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе со заеднички интереси. Трето, останете активни и здрави. Танцувањето е одличен начин да останете фит, додека се забавувате со пријатели од македонската заедница и пошироко. Четврто, научите нови ора и начин за како да се приклучите во свадби, прослави, гранки во македонската заедница преку овие ора и танцови. За сето ова не е потребно искуство. Сите возрасти и вклучувајќи ги и најмалите деца, млади и возрастни, се добро дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секоја среда после 5 сатот попладне во нашиот македонски културен центар во Њукастел. За повеќе информации околу ова, обратете се на Facebook страницата на Македонска заедница Њукастел. Како што знаеме, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручеко. Сите заинтересирани јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Овој ручек почнува сега на 20 јануари во вторник во нашиот македонски културен центар. Нешто за нашиот град Њукастел, за се што се случува през неделата. Како и секогаш овде во нашиот македонски културен центар, секој понеделник и четврток имаме собир на пензионерски мембери во поголем број, каде се занимаваат некои со играње карти, други со играње домино и трети со играње на шах, а пак останатите гледаат македонски канали со музика и се друго. Исто така во овие сати се занимаваат со игри и со кафе, чај, бисквити, сето тоа е бесплатно. Во вторник имаме ручек со разноврсни јадење и пијалоци за минимална цена. Исто се игра бинго пред ручекот. Во среда се одржува тренинг со игралната група Стив Наумов, а наскоро ќе продолжи нашето македонско школо со часови по македонски јазик. Како и сите фудбалски тимови, и ние имаме јуниорски тимови во тимот Бротмедо Меджик, и тоа во многу голем број од најмали години, кои се надпреваруваат во Маја пак Бротмедо. Многу важно да најавиме дека во нашата македонска црковна сала можете да организирате разни свечености како свадби, крштевки, родендени и други веселби. За сето ова може да се јавите кај председателот Саша Стојчевски на 0408 490148 и кај секретарот Ристо Веловски на 0414 296910 за повеќе информации. Да проследиме нешто за Василица. Ни доаѓа стара нова година или Василица, еве што треба да не заборавите да направите. Голем број македонски семејства Василица ја празнуваат како домашна слава, а оние кои го носат името на Свети Василий Велики го слават својот именден. Православните христијани кои се водат според јулијанскиот календар на 13 јануари ќе ја пречекаат православната или старата нова година. Голем број македонски семејства Василица ја празнуваат како домашна слава, а оние кои го носат името на Свети Василий го слават својот именден. На Василица верниците кои се водат по овој календар кршат и лепче со паричка, исто така се верува дека на оној кој ќе му се падне паричка ќе биде среќен во текот на целата година. Старата година се испреќа и со палење василичарски огнови, кои се символ на божествена светлина, што според народното верување ги прогонуваат лошите сили. Инаку, Свети Василий Велики е еден од тројцата најголеми црковни учители од 4. век. Родум бил од Каподокија, а заврши школа во Атина. Тој бил голем христијански филозоф, а се прославил и како епископ и заштитник на чистотата на православното учење. Василица или Стара Нова година, како што меѓу народот е познат, е празник за кој во традицијата на македонците има најмногу обичаи. Тие генерално имат сличности, но се разликуваат во
нијанси од едно до друго место. Култот што за овој празник е изграден е толку голем, што го прави еден од најпразнуваните празници во Великден, после Великден, Божик и Водици. Голем број македонски семејства ја празнуваат Василица како домашна слава, а оние кои го носат името на Свети Василий го слават својот именден. На Веселица верниците кршат и пита со паричка и исто така се верува дека оној кој ќе му се падне паричката ќе биде среќен во текот на целата година. Старата година се испреќа со палење василичарски огнови, кои се символ на божествената светлина, што според народните верувања ги прогонува лошите сили. Свети Василий Велики го слават својот именден. На Василица верниците кои се водат по овој календар кршат, како што рековме, лепче со паричка. Старата година се испреќа со палење василичарски огнови. Сепак, како и на секој празник, не заборавајте да појдете во црква, да запалите свеќа и да му се помолите на Бог за вас и за вашите најблиски. Инаку, Свети Василий Велики е еден од тројца најголеми црковни учители од 4. век. Родом бил од Каподокија, а завршил школа во Атина. Тој бил голем христијански филозоф, а се прославил како епископ и заштитник на чистотата на православното учење. Свети Василий Велики се упокоил на 14. јануари во 379 година. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Слава на Бога, внучени дари. На нашите многу сакани синот и брат Јовче и сната Викторија. Му го честитаме новородениот син Винцент Лука, а на сестрата Нија Рајс честито убавото братче. На малиот Винцент Лука му посакуваме добро здравје и брз напредок во растењето. Овие убави честитки од се срце се посакани од дедо Илче, баба Елизабет и тета Наташа Филиповски. Oko na
дадовте денес најдобро име. Окона баба, Милона дедо, гордост на тато, мајкино чедо. Слава на Бога и тебе, куме, дадовте денес најдобро име. Окона баба, Милона дедо, гордост на тато, мајкино чедо. Со песната Расни сине мој на братот Јовчи и сната Викторија Филиповски му очеститаме новородениот син Винцент Лука, а на сестрата Нија Рајс честито убавото братче. Исто така на малиот му посакуваме безгрижно детство во животот. Сето тоа го посакуваат братот Пеце, сната Ребека и милите внуци Ноах и Ајзек Филиповски, на дедото Илче, бабата Елизабет и тетката Наташа Филиповски му го честитаме внукот Винцент Лука. За тебе, сине, живеам, за тебе, сине, постојам, да те гледам како растеш, гордост моја ти си ми. За тебе, сине, живеам, за тебе, сине, постојам, да те гледам како растеш, гордост моја ти си ми. Расти, расти, сине мој, најсреќен е татко твој, моја крв си, моје злато, сонце на љубаво. Расти, расти, сине мој, најсреќен е татко твој, моја крв си, моје злато, сонце на љубаво. Се што сакам, сине мој, пол со љубов да е домот твој. Дур се татко, мајка живи, ке го имаш, сине, ти. Се што сакам, сине мој, пол со љубов да е домот твој. Дур се татко, мајка живи, ке го имаш, сине, ти. Расти, расти, сине мој, најсреќен е татко твој, моја крв си, моје злато, сонце на љубаво. Расти, расти, сине мој, најсреќен е татко твој, моја крв си, моје злато, сонце на љубаво. Со песната Татко се стори, син ми се роди. Сестрата Катерина со Елиджај и внуците Мила и малиот Леви му честитат новородениот син и брат Винцент Лука, на братот Јовче, сната Викторија и сестрата Нија Рајс. Исто така на Винцент Лука му посакуваат весело детство во детскиот живот. На дедо Илче и баба Елизабет, тета Наташа честито убавото внуче. Да слушниме песната Татко се стори, син ми се роди.
живеам со години. Чедо сакано ми се родило, зарем има нешто помило? За вакви мераци со нам се надева, живеам со години. За вакви мераци со нам се надева, живеам со години. Да го повториме соопштенијето од свештеникот Пецо Петровски. По повод големиот христијански празник Ображение Господово, празникот Василица и Стара Нова година. Службата е на 14 јануари, среда, од 9 сатот сабајлето. После службата се оди во салата, каде ќе има мазник на секоја маса со стрекно паре во еден од мазниците. Стрекникот на парето ќе добие поклон од женската секција. Честит празник од управата на македонска заедница овде во Њукастел со претседателот Саше Стојчевски. Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Син ми се роди куме. На внукот Јовче со зната Викторија и превнуката Нија Рајс му честитаме новородениот син Винцет Лука, исто му пожелуваме здравје, среќа и радост во детството. На внуката Нија Рајс честито убавото братче. На зетот Илче со сестрата Елизабет и внуката Наташа Филиповски честито внукот Винцет Лука. Овие убави желби се посакани од војкото Димче, војната Летка Талевски со цела нивна фамилија од убава Битола. Прекрасна Македонија. Секој од нас сака радост да дочека, дали машко или женско чедо да се роди. А од нашата љубов род ни се изроди. Мојта љубов, мојта жена, денес им ни роди. Животе мој, што те живеам, срце ми е полно радост, ќе се напијам. Да наздравиме, да запеме, денес син се роди куме, да прославиме. Животе мој, што те живеам, срце ми е полно радост, ќе се напијам. Да наздравиме, да запеме, денес син се роди куме, да прославиме. Денес јас сум среќен, од радост солзи течат. Машко чедо ни се роди, рода ни продолжи. Спремај куме име, Машко да ни крстиш, зошто баба и дедо чекат име да му чујат. Животе мој, што те живеам, срце ми е полно радост, ќе се напијам. Да наздравиме, да запеме, денес син се роди куме, да прославиме. Животе мој, што те живеам, срце ми е полно радост, ќе се напијам.
станеше, ладна вода пиеше. Тука мина момчето со кончето, седна да си одмори, паметивко прозбори. Тука мина момчето со кончето, седна да си одмори, паметивко прозбори. Стомнето, си го сакам момето. Момче вели говори, милно и проговори. Не го сакам стомнето, си го сакам момето. татко во града Гуменджа. Стани ке ојме совке на татко во града Гуменджа. Оф, аман, аман, Бела Софијо, во града Гуменджа. Оф, аман, аман, Бела Софијо, во града Гуменджа. Таму ке ојме совке на татко, кај кимџијата. Таму
татко, кај кимџијата. Оф, аман, аман, Бела Софијо, по града гуменџа. Оф, аман, аман, Бела Софијо, кај кимџијата. Ни каже Совкена татко, што ти е болката. Тој да ни каже Совкена татко, што ти е болката. Оф, аман, аман, Бела Софијо, што ти е болката. Оф, аман, аман, Бела Софијо, што ти е болката. Кажи ни, кажи, бре, кимџијо, што е болката. Кажи ни, кажи, бре, кимџијо, што е болката. Оф, аман, аман, бре, кимџијо, што е болката. Оф, аман, аман, бре, кимџијо, што е болката.
крај тебе. А сега, почитувани слушатели, да проследиме нешто и за здравието. Науката потврдува, многуми на кои прекинуваат со лекови за слабење, повторно накачуваат тежина. Пациентите на кои им се препишани лекови кои што треба да им помагаат во слабењето, повторно доживуваат зголемување на телесната тежина по прекинувањето на нивниот рецепт. Истражувањето е објавено денеска. Испитувањето потврдува дека луѓето изгубиле значителна количина тежина додека земале лекови против дебелината. Сепак, истражувачите откриле широко опфатен тренд во враќањето на тежината, почнувајќи од 8 недели по завршувањето на терапијата, а потоа продолжувајќи во процес 20 недели пред фазата на стагнација. Повторно добиената тежина зависела од неколку фактори, вклучувајќи го видот лекови што ги земале учесниците и конзистентноста на нивната промена на животниот стил, истакнуваат истражувачи од Народната болница при Кинескиот универзитет во Пекинг. Например, учесниците кои завршиле 36-неделен третмент со Мунџаро за третмент на диабетис и Зепдоан за слабење, повторно добиле речиси половина од претходно изгубената тежина по префрлувањето на плацебо. Научниот труд опфатил податоци за пациенти кои примале лекови за слабење во 11 испитувања засновани на случајно сместувањето во групи од целиот свет. Општо земено, авторите анализирале податоци од 1574 учесници во групи за третман и 893 во контролни групи. А сега нешто за семките од тиква. Здрави и корисни. Во ова се незаменливи 3 здравствени проблеми кои семките од тиква ги лекуваат како од шега. Покрај тоа што се полни со хранливи материи, семките од тиква содржат и многу лековити материи. Светската здравствена организација препорачува консумирање семе од тиква како еден од одличните начини за снабдување на организмот со есенцијални хранливи состојки кои не можете да ги најдете во изобилство во друга храна. Од друга страна, овие вкусни семиња содржат и одредени природни супстанца кои помагаат во лекувањето на одредени нарушувања и болести. Еве зашто се станува збор. Несоница и нарушување на спиењето. Несоницата е само по себе прилично голем проблем, но исто така е симптом и причина за многу други нарушувања и болести. Луѓето кои страдат од несоница често страдат од депресија. За сите оние кои страдат од недостаток на сон, семето од тиква е одличен природен лек. Нивното регулирање на хормоналната нерамнотежа и лекување на овие состојби. Истражувањата покажуваат дека овие плодови на есен помагаат во зголемување на нивото на липопротеин со висока густина, истовремено намалувајќи го диастолниот притисок, што го намалува опторувањето на срцето и го подобрува нивото на холестеролот во организмот. Камен во бубрегот. Семките од тиква по природа се диуретик. Со други зборови, тие предизвикуваат малку почесто мокрење, како резултат на што бубрезите и мошниот меур се чистат од сите отпадни производи што се наоѓаат во организмот. Истражувањата покажуваат дека семките од тиква спречуваат формирање на калциум, оксалат, камења во бубрезите и помага да се измијат нивните акумулации. Всушност, дури и кај пациенти кои не реагират на традиционалните лекови против камења во бубрезите, семките од тиква имат олеснувачки ефекти. Важно е да се напомене дека овие вкусни семиња се исто така ефикасни во контролирање на хипотензија. Ги регулира умот и телото, ја елиминира нервозата и вознемиреноста и го подобрува спиењето. Еве како функционираат. Семките од тиква содржат аминокиселина, наречена триптофан. Аминокиселините не се ништо друго освен градежни блокови на поголемите протеински молекули. Интересна работа во врска со
Трипофанот е тоа што мозокот го користи за производство на серотонин, невротрансмитер, најчесто наречен хормон на добро расположение. Ја намалува нервозата и стресот, го крева расположението, го релаксира умот и ви помага да спиете подобро. Истражувањата покажуваат дека консумирањето семки од тиква во комбинација со извор на јаглени хидрати и му помага на мозокот побрзо да го абсорбира триптофанот и да ослободи серотонин. Трето, симптоми на постменопауза. Кај жени кои поминуваат низ менопауза, хормоналната нерамнотежа предизвикува голем број на симптоми, како што се често жешки бранови, валунзи, главоболки, болки во зглобовите и депресија. Докажано е дека семките од тиква помагаат во артритис и паразитски инфекции, а исто така помагаат во заштита на кардиовакциларниот систем и црниот дроб. Да ги проследиме уште една соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски по повод големиот христијански празник Ображение Господово, празникот Василица и Стара Нова година. Службата е на 14 јануари, среда, од 9 сатот са бајлето. После службата се оди во салата, каде ќе има мазник на секоја маса со стрекњото паре во еден од мазниците. Стрекњот на парето ќе добие поклон од женската секција. Честит празници од управата на Македонската заедница овде во Њукастел му честитат и председателот Саше Стојчевски. Едно важно соопштение од управата овде во Њукастел. Се бара помошник на попот Пецо Петровски, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица. За повеќе информации, јавете се кај председателот Саше Стојчевски на 0408 490148. Тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминатите 60 на минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. Имајте успешна работна седмица. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Nahanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.